кога ќе одгледате такво дете и посебно во услови кога ќе морате да бидете и мајка и лекар, во исто време да ги како да речем, сите работи да ги барате, а да не ги најдете, или да ги најдете, а да ги нема. Интересни се тие моменти тогаш, не се воопшто не беа интересни, беа страшни или не знам како да кажам. Но како што поминува годините, мене тоа што ме мотивираше, значи таа почна нормално да оди да зборува во училиште, да добива одлични оценки и така натаму, ме мотивираше уште повеќе како педијатар, неонатолог кој што работеше на оделот интензивна нега и терапија, најмногу да се грижам, впрочем и за предвремено, мислам, најмногу за сите деца подеднако се грижиме, меѓутоа најомилени ми се предвремено родените деца. И потоа израснува во една девојка, вие ја гледате слабо, едно така полека расна, али израснува во една девојка која што е сега 21 година, уствари наполни, студент, добар студент, одличен студент, студира во Хрватска на англиски јазик и ќе биде наша идна колешка, студира медицина. Така да мене ми е драго и ова е еден мотив за родителите кои што раѓаат предвремено родени деца, да бидат до нив секогаш и во ниеден момент да не се откажуваат од ништо. Ми дава некој порив дека ако сум можела тогаш да го направам нештото, да се изборам и да живеам, да сакам да живеам, тогаш зашто да не се борам и сега да бидам стрекна и успешна и да уживам во животот колку што можам. Затоа што само еден е, нели?